Почитувани, добра вечер. Ја следите анализата на телевизија 24. Навивачките инцидентите со навивачките групи се повторуваат во Македонија. Имавме и трагични случаи. Неодамна еден навивач го загуби животот, беше убиен од страна на своите ривали, но се чини дека и овие најтешки трагедии не ја минуваат сликата. Повторно ги имаме оние немили слики по улиците, повторно имаме насилства и се чини дека сме влезени во некој магепсан круг кој не прекинува. Ке се обидеме вечерва да продискутираме за тоа кои се изворите на проблемот, кои се решенијата, може ли нешто да се направи за да се излезе од овој круг на насилство. Тука имаме вечерва представници од сите. Наш гостин е Александар Миланов од навивачката група Војводи од Тетово. Тука е Благојче Атанасовски, политички аналитичар, Славе Младенов, ски социолог, и професорот Иван Анастасовски, универзитетски професор, кој веќе подолго време се занимава со оваа проблематика. Добра вечер на сите. Ајде да почнеме со Миланов. Тука имаме најавач во студиото. Можам да кажам дека е ретка прилика тоа да гостуваат најавачите на телевизиите. Повеќе ве гледаме некако во оние црни хроники во медиумите. Некогаш и за добро се разбира, да не биде дека секогаш е за лошо. Да ве прашам веднаш, вие сте навивач или хулиган? Ние сме навивачи. Пред се, од нашата навивачка група има многу угледни професори, директори, имаме и претеници. Значи, тоа со хулигани е, мислам, тоа е лоша перцепција на медиумите, што сакаат нас да не вовлечат во нешто лошо, што не е точно. Да, добро. После последниот инцидент со вашата ривалска, да речеме, група во Тетово, со навивачите на така наречените балисти, кои предизвикаа инциденти на улиците на Тетово, имаше некаков обид за помирување инициран месечени од МВР. Вие испративте едно соопштение во кој кажавте дека не сакате помирување, што направо можеби на некој ќе му личи чудно, но вие имате некои образложенија. Зошто не сакавте да се помирите? Затоа што ние не сакаме да се помириме со некој што напаѓа мајки и деца во кафуле. Како прво, ние славевме 30 години роден ден на Војводи, 3 дена славевме без ниту еден инцидент. Се беше уредно пријавено во полиција, така да ова што медиумите сакаат да го споредат со нас, тоа што некоја друга навивачка група го направила, мислам дека не држи вода и не е во ред. А мислите ли дека може некако да дојде до помирување? Што би требало да се направи? Не зборувам само за вас и балисти, туку, еве да речеме, помеѓу и други навивачки ривалски групи. Јас немаме потреба да збориме ние за таа навивачка група балисти. Ние се ги имаме нашиот клуб Тетекс, ние сме навивачи на Тетекс. Не знам што да одговарам, затоа што тие нема потреба ние со нив да разговараме. Да, добро, прилично тврд став. Еве, добра полука за емисијата. Професор, еве, го слушате ова, да? Мислам, го гледам во очи, внимателно го следам. Да. Оти јас сум бил навивач свое време. И сега, како себе да се гледам. Меѓутоа, навистина ми е драго да разговараме во вашата емисија покрај на колегите, да имаме и директен представник, што ретко се случува од навивачката група, да дојде јавно да проговори, и беа интересни неговите стави, особено во првиот дел кога рече дека групата има и сериозни интелектуалци, дури пратеник мислам дека рекоа дека има, што охрабрува на некој начин. Меѓутоа кога го слушам во вториот дел со тие ригидни, ригорозни ставови, и вчера исто така слушнав еден друг припадник на групата, и сега во тој сегмент ја сепак би сакал да бидеме поумерени. Државата еднаш се обиде да ги седне на навивачките групи, без оглед од која група доаѓа во републиката, дали е, не знам, од македонски или од албански, како ги вика таму кампус, бидејќи капиталот така е поделен и во спортот. Тој обид беше неуспешен. Не ова само господинот што сега го кажува, туку и останатите групи манифестираат таков ригиден став дека тие не сакаат да седат меѓу себе, не сакаат, тие се сериозни противници, не знам како. Напротив, Република Македонија има лекс специјалис закон кој ја уредува оваа материја, и дури во самиот закон е предвидено да има превентивни мерки. Во членот 6
кој токму говори за тоа дека треба да се иницира, да се разговара, да се изнаоѓаат решенија, да се обезбедува и мислам дека државата и ресорните треба токму тоа да го користат. И јас сум убеден дека ако имаме што повеќе вакви дебати, каде што се директно и највачките групи присутни, полека и тие самите ќе сватат дека апсолутно преку тој диалог ние сите заедно имаме една цел, да му помогнеме на спортот, на фудбалот или без оглед од која навијачка група и кој фудбалски или било каков спортски клуб поддржува, идејата е да имаме подобар спорт. Сите се уживатели. Ја не сакам тие да бидат привилегирани за нешто. Сите го сакаме спорт. Да. Сите го помагаме на некој начин. Професора, имаме ли некое системско решение? Бидејќи воред превентивата е окей, нели треба да биде, треба повеќе државата да го прави, но има ли некое сеопфатно системско решение? Системското решение е токму законот. Јас само кажав во еден член. И некој генерално тој закон ги пропишува сите односи. Дури на крајот има и казнени одредби, мерки кои си ги предвидела државата и од 2004 како е донесен, 11-та се променети тие казнени мерки и 2014 повторно се ригорозни. Државата ги зголемува казнените мерки према прекршителите, особено во поновиот феномен кој се случува говорот на омраз. Вандализмот кој бил од секогаш присутен во спортот, физичката пресметка, која на некој начин е и символ помеѓу навивачите, денеска доаѓаме таа вербална навреда или говор на омраза, кој за мене е многу по-страмен, по-страшен, отколку ќотекот што ќе го изедете помеѓу навивачките групи, тоа ќе помине. Меѓутоа, навредата која се упатува, или која беше некни јавно упатувана од страна на една навивачка група, остава пострашен белег. И затоа Европа настојува токму да се сконцентрира на борбата против тој говор на омраза, кој за жал некако најдоминантен доаѓа во спортот. Да, но значи како отприлика ситуацијата е таква дека ние закон имаме, но се чини дека не се спроведува. Долги години ја вака бидејќи сум еден од носителите на законот. Од тој аспект ќе говорам како мој новороден, ајде така да го наречам од 2004 година, долги години за жал тој не се спроведуваше. Имаше несериозност од извршителите. Меѓутоа кога работите вие што најавите почнат да ескалираат, дури со жртви, веќе државата се свести дека ние сепак имаме некое решение, ајде да се повикаме на тоа решение, можеби не е најсјајно, можеби не е најдобро, но ајде да се повикаме, да видиме што тоа кажува и да почнеме полека да го спроведуваме. Кога почне имплементацијата, после неколку години од негово донесување, се видоа аномалии, се детектира аномалиите и денеска, јас сепак не сум од правната фела и немам податоци колку се процесуирани од сите тие негативни ефекти кои се создаваа кај највачките групи или во спортот или било како, дали се процесуирани. Тука мислам дека е најголемиот проблем. Да. Добро, пред да продолжиме, Младеновски, само бидејќи дојдовме до овој момент, до процесуирање, до да речеме до МОВАР, до надлежниот орган, ние денеска побаравме став и од нив за овој проблем. Имаме една изјава од портпаролот, кратка, да ја видиме и ќе продолжиме со емисијата. Во врска со настаните кои што се случија во текот на викендот во Тетово, секторот за внатрешни работи Тетово во координација со основното јавно обвинителство од овој град презема соодветни мерки и активности за расчистување на настаните и нивно соодветно санкционирање. Но она што сакам да го кажам дека покрај тоа преземени се и други мерки, односно повикани се представници на навивачките групи војводи и балисти во полицијата во Тетово. Направени се средби со нив, разговарано е и на тие средби е договорено да има поголема соработка во наредниот период, да престанат меѓусебните навредувања меѓу овие две навивачки групи и да се работи на подобрување на односите. Двете навивачки групи изразија подготвеност и за заедничка средба, која што на некој начин ќе биде и порака кон сите членови на овие навивачки групи да се смират страстите и за воиднина да немаме проблеми кога ќе имаме надпревари на овие два клуба. Освен во Тетово, Министерството за внатрешни работи и со навивачките групи во Скопје и во другите градови, се со цел да превенираме да има било какви инциденти на фудбалските надпревари. Сакам да потенцирам дека и Министерството за внатрешни работи постојано вложува во своите кадри на овој план. Полициски службеници се праќаат на соодветни обуки. Во моментов, во соработка со француската амбасада, се одвива една обука токму на оваа тема, а тоа ќе се прави и во иднина.
Да, се враќаме во студиото. Тоа е ставот на МВР, вела дека работат и на превенција и на сузбивање на појавите. Младеновски, колку овие појави се на некој начин слика на општеството, на сите оние аномалии кои потоа се пресликуваат и на одредени сегменти, да речеме како што се и навивачките групи? Благодарам за можноста да говорам и да разменувам мислења со колегите на темата насилството во меѓу навивачките групи или насилството на стадионите и после надпреварот. Оно што го поставувате како прашање, јас во почетокот би го илустрирал само со еден пример, дека насилството, како што кажа и господин Атанасовски, е присутно на стадионите во подолг временски период и тоа не е карактеристика само за македонското општество. Пример можеме да земеме и Германија, достапни се податоците, дека таму е насилството во пораст. Значи, бројките се фрапантни за држава со регулиран правен систем, со, предпоставам, строги правила на однесување, меѓутоа и таму е во пораст. Оно што се обидувам и како социолог да размислувам, ама и да действувам во општеството, е всушност дефинирање на проблемот. Кој проблем ние го решаваме? Кога имате дневен настан на дневно ниво, вие всушност се обидувате да го решите проблемот, како што вели представникот на Министерството за внатрешни работи, да ги процесуира лицата што направиле кривично дело или прекршок. Адхок решавање. Адхок решавање. Кога имате размислување од аспект на примена на правото, повторно е тоа некој државен орган што треба да го процесуира членот или да ги стави луѓето во функција. Меѓутоа, кога се говори за социолошкиот пристап, дефинитивно таму проблемот мора да го погледнеме од најширок аспект. Тоа значи, каква е играта или која игра станува. Ние овдека гледаме дека два колективни спорта, фудбал или кошарка, еви ракомет, значи секој може да каже од свој аспект, имате зголемено ниво на насилство во споредба со други спортови. Основното човеково определување или порив покрај раѓањето, смртта, работата е всушност и играта. Тоа е и основно филозофско правило или прашање зошто човекот сака да се игра. Не се игра ни Господ, односно Бог, не се играат ни животните. Ние изградивме како Homo sapiens стадиони, изградивме правила, зашто таа е наша привилегија. И сега дојдовме до ситуација, поради порастот на насилството, луѓето што сакаат да уживаат во играта, оние другите, не навивачите, не можат да уживаат. Имаме организирани навивачи, да речеме, бидејќи сите се можат. Имаме ситуација во која што филозофијата беше олимписките игри се одржува, а државите ги прекинува војните судри. Еве нека било тоа и мит. Ама основата на играта е всушност да се намали конфликтноста, агресијата, офанзивноста или непријателството. А ние имаме спротивен ефект. Сосема поспротив. И не само во македонското општество. Генерално ситуација. Психолозите ќе речат дека тој така наречен грегарен мотив на стадо, на прибирање, на идентификација, вие немате индивидуалност во групата. Вие немате идентитет, немате лице. Вие имате група. Они се, да не ги именувам сега, зашто не ги знам ни сите по број и по име, они се идентификуваат со символите. И они не настапуваат со својата индивидуалност. За разлика од тоа, органот на државата, колку да е он дефиниран како таков, он е представен од одредено лице. И он мора да постапува по закон. Играчите имаат идентитет. Они за секоја работа што ја прават во општеството се лицето. Тоа ви е исто како сите сме учесници во сообраќајот, ама сите говориме дека таксистите се најлоши возачи. Знаете зошто? Зашто само таблата им ја гледаме. Кога ги гледаме, нели, такси, вика таксистите. И сите возат непрописно, но ние велиме таксистите. Така е и со оваа ситуација. Ние играчите ги гледаме. Ги гледаме сега и навивачите како група. И четвртата група се оние други, во која што влегуваме сите ние како граѓани, кога сакаме со членовите на семејството да дојдеме на стадион и да уживаме во надпреварот. Тоа задоволство на овие други, кои се многу повеќе и многу повеќе пријатели на спортот, не може да дојдат. И сега има една ситуација, се извинам, само што една реченица, вака ќе го отворам прашањето. Ние мора да размислуваме за помирување и за соживот. Значи, постојано мора да биде присутно тоа во едукацијата или во воспитувањето на генерациите што доаѓаат. Да, треба да се спомене, бидејќи да не добие публиката погрешен впечаток, не се секогаш ривалствата етнички.
Значи имавме многу силни ривалства меѓу Вардар и Пелистар, да речеме, локални, каде што Сега тој да етнички. каде што ги има Последна истите навреди, истиот говор на омраза го слушаме, значи исти се само во друга форма. Атанасовски, колку влијае тука политиката? Имаме многу често обвинувања дека политичарите, партиите ги злоупотребуваат овие навивачки групи за своји потреби, ги користат некогаш за своји цели. Зашто ги користат? Како што напоменавте и сам, за жал морам да констатирам дека во изминативе 27 години, колку што Република Македонија е независна држава, политиката длабоко навлезе во спортот, односно политичките партии, политичките центри на моќ ги инструментализира самите навивачки групи за своји одредени профитерски, ситно политички поени, дневни политички поени. Особено, исто така морам да истакнам дека се злоупотребува навивачките групи од различни етнички заедници во Република Македонија, која е нели држава како мултиетничко и мултиконфесионално општество. Особено таа злоупотреба или таа инструментализација на навивачките групи е опасна и тоа игра со оган, бидејќи, како што знаеме сите сме свесни како општество ние преживеавме еден воен меѓуетнички конфликт и од тука на навивачките групи се структури и групи кои имаат националистичка реторика и многу лесно можат да бидат поттикнати, злоупотребувани и инструментализирани од страна на центри на моќ кои за да ги реализираат своите заднински интереси ги злоупотребуваат токму овие навивачки групи. Тука треба да се постави прашањето колкава е свесноста на тие центри на моќ, на тие политичари или политички партии, дали смеат да си играат, да речеме, со чувствата на навивачките групи. Јас сум свесен дека во самите навивачки групи вие имате луѓе кои се за една политичка опција, за друга политичка опција, имате луѓе кои не се партизирани, политизирани, но исто така има и луѓе кои свесно влегуваат во таа игра на инструментализација на навивачката група со некој одреден центар на моќ. Значи, многу е комплексно прашањето, тука има една недефинирана симбиоза меѓу навивачките групи и меѓу политичките центри на моќ и мислам дека тоа се провлекува низ овие 27 години. Од друга страна, како што напомена и соговорниците, јас сум апсолутно отворен за да се отвори една општествена дебата за да се таргетира и регулира ова прашање. Ова прашање исто така како и останатите прашања во Република Македонија многу битно за општествениот живот, особено што станува збор за пред се млади лица кои се во одреден степен на возраста каде што се градат како личности, еден ден треба да бидат нели лојални граѓани на оваа држава и треба од тие лица ние да изградиме совесни граѓани кои утре ден ќе бидат нормално граѓани на Републиката и ќе живеат во истата држава. Како што кажа и представникот од навивачката група, јас сметам дека треба да има еден процес, ако не на помирување, да го кажеме процес на спласнување на тие меѓуетнички и интернавивачки конфликтности во општеството, намалување на таа тензичност, особено спласнување на тој говор на омраза, бидејќи истиот говор на омраза таргетира цели етнички колективитети, се шири тој говор на омраза и самиот говор на омраза спирално раѓа друг говор на омраза кој потоа се преточува во насилство, кое, како што напоменавте и вие самиот, во некои случаи завршува трагично со губење на млад човечки живот. Од тука ние целото општество, владата на Република Македонија како извршен орган, навивачките групи, клубовите, социолозите, факултетот за физичка култура, медиумите треба да отворат една поширока дебата, да се перманентно говори за овој проблем, истиот да биде поставен на пиедесталот во општеството како реален проблем кој се провлекува во овие 27 години и за истиот да се бараат решенија кои ќе бидат трајни институционални решенија, системски, и истиот проблем да биде решен институционално. Јас не сум наивен, јас знам дека не може да постои, да речеме, трајно помирување меѓу закрвените навивачки групи, не може тие утре ден да бидат пријатели, но од друга страна, ова количество на омраза која се истура, да речеме, на социјалните мрежи, на
на терените, на трибините каде што се одигруваат надпреварите, потоа се пресликува низ целото општество и истото општество е загрозено и се таргетира нормалното функционирање на секој граѓанин на републиката. Миланов, кога го гледаме начинот на кој функционираат навивачките групи, еве да речеме и вашата навивачка група, тоа некако наликува на некое милитантно движење, значи не само вашата, повеќето. Па еве да речеме кога доаѓаме кај символите. Навивачот на символот на навивачката група Војводи од Тетово е крст. И сега кога вие поставувате религиозен символ, се чини дека ги случувате останатите, дека велите дека овој клуб е ексклузивен, тука може да членуваат само христијани или само православни или само македонци, еве да речеме, другите не се добродојдени и така доаѓа до таа етничка подела. Ако крстот како символ е провокативен, тогаш не знам што да одговорам на ова прашање. Кај нас во група членуваат исто така и муслимани. Македонски муслимани, роми членуваат. Ние немаме проблем со крстот, ни е символ, тако сме го наследиле, тоа е наш символ. И тоа не е никаков проблем за да се шири некаква националност од наша страна. Тоа е само символ, крст. Тоа е свет символ. Тоа не може да шири на насилство. Тоа шири кон љубов. Да, но како да речеме би поврзале религиозен символ, без разлика дали е крст или ако можеби другите навивачки групи ќе стават цитати од Куранот или некои трети нешто друго, со навивањето со спортот, како ги поврзувате? Како религијата со спортот, тоа ми е интересно. Која е поврзаност? Поврзаност е Македонија. Како што знаете, ние сме света земја, така сме учени од мали нозе, традиционално, со традиционални вредности, и тоа не е никаков проблем да гледаме на националистички на овие страни. Тоа е само свет символ е тоа. Тоа шири љубов, тоа сплотува, а не разединува. Не е тоа спорно што го зборувате, да, апсолутно крстот нормално било кој религиозен символ не би требало да е провокација, но нели е понормално да речеме некој спортски символ да биде на вашиот грб? Или на сите навивачки групи, не зборувам само за вас. И на комитет е крст, и на низа други навивачки групи, и на не знам сега што имаат другите. Така ни се нас вредностите. Така сме израснати во таква земја. Значи вас е тоа нормално, не ви не ви е чудно што крст е на символ. Значи нема никако, не е тоа навреда што нашиот символ е крст. Не кажа дека е навреда, туку дали е соодветно, мислев. Па соодветно за нашата навивачка група, тоа е тој символ. И во нашата група имаат и луѓе што не се христијани, нема тоа никаков проблем. Добро. Професоре, овие вулгарности, овие национализми, овој говор на омраза, ние се обидуваме да доведеме навивачи на стадионите, но еве тоа го кажа и господинот Младеновски. Може ли нормален народ да отиде на утакмица? Еве, не зборуваме само за говор на омраза. Многу често имаме вулгарно навивање. Највулгарност. Па како вие би можеле да одведете мало дете на утакмица која вие избегавате да слуша такви работи дома, не би му дозволиле да слуша, а да сакате да го однесете, да речеме, на спортски надпревар. Па невозможно е. Генезата тоа што го поставите како прашање е многу подлабока, ама многу е и широка. Од кој аспект тоа го говорам? Затоа е добро што го имаме представникот на навивачка група да ги слушнете директно ставовите. Ја не Да, само извинете, на почетокот реков дека јас сум бил многу посериозен припадник на навивачка група од нив, верувајте. Само сакам кратко да го охрабрам младиот Миланов, бидејќи побаравме неколку навивачки групи да дојдат. Започнете, ова е започет. Да, сакам да кажам. Апсолутно е започет. Ја ова го гледам како храбар чекор од нивната група. Во принцип, колегата овде многу убаво кажа. Англија најдлабоко е навлезена во оваа проблематика и мислам дека они се буквално основата и на решение на овој проблем. Ако сакаме да се движиме кон тоа. После онаа трагедија на Вембли. После Хейсел. После Хейсел. И сега, кога навивачката група сака да го земат правото дека клубот е нивен. Тие го владеат. Символот е нивен. Мислам, ја не спорам околу символите. Во Англија сите символи на клубови се менуваат. Не е зададен еднаш за секојаш. Знаете од кои причини? Од маркетиншки причини.
за да добиваат што поголема армија на следбеници, на навивачи, поддржувачи. И сега, навивачките групи се стават во графата на привилегирани како фанови. Ова што го кажа господинот, останатите ние, сапортери, англичаните ги викаат сапортер, поддржувач. Јас сум поддржувач. Ја не верувам дека он поголем поддржувач како припадник на навивачка група од мене. Тука има многу и други параметри, економски, овакви, онакви, кои следат со тоа како го ја поддржувам клубот и како го сакам клубот. Ја не сакам да дадам право на некого дека некој повеќе го сака клубот од мене или ја го сакам повеќе клубот од друг. Да не преку таа љубов кон клубот испорачувате и други некои ваши барања, кои некојаш знаат да се, групите знаат да ги радикализираат за собствените потреби. И сега од тој аспект ја би сакал државата да се движи во тој правец, да ние полека дадеме шанса на поддржувачите на спортот и на клубовите. Јас сум припадник, пример, доаѓам од општина Куманово, условно треба да бидам припадник на Кумани групата, ама не значи дека некој што е директно инволвиран како член, претпоставам имаат членска книжка, нели како член, дека повеќе би го сакал клубот од мене. Ја ќе дојдам на стадионот или во спортската сала, сакам да го платам билетот, бидејќи чувствувам потреба преку тоа да му помогнам на клубот. Еве сум во графата сапортер, поддржувач. Да му помогнам финансиски. Оти на клубовите, да бидеме реални, најголем проблем се финансиите. Со финансиите доаѓа квалитетот. Со квалитетот да видите како доаѓаат поддржувачи и како стадионите или спортските сали се полнат веднаш. Мислам, сите сме сведоци за тоа. Ни дојдоа двата гиганта Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед, не можеме да најдеме билети. Сите сакаме да бидеме дел од тоа. Не значи дека сите сме ние се идентификуваме со Реал Мадрид, со кралевите или со Манчестер Юнайтед. Меѓутоа сакате да гледате квалитетен спорт. Борбата на големите, особено фудбалски гиганти, да регрутираат што поголема група на поддржувачи. Тој ме капитал. Нашите клубови кај се движат во тој правец? Сакат да се ослонат само на 50 условно грлати припадници на некоја група и преку неа да ги градат буџетите, да го градат квалитетот на клубот. Јас сакам да се идентификувам со клубот. Јас сакам, ова вие што го кажавте. Дајте ми мене право. Не сакам никој да го зима правото да биде ексклузивен за нешто. И тука апсолутно се сложуваме. Јас сум присталица и поради тие економски параметри да ги донесеме сите на стадионите, во спортските сали. Преку тоа е основа клубовите да ја зголемуваат својата материјална база од било кој аспект, ако сакате. И затоа, ако гледаме од тој аспект, Барселона, Камп Ноу, од 6 до 106, сите се Барселона, ФК. Ако гледате кралеви, сите се кралеви кои се на периферниот дел од Мадрид. Централниот дел се за Атлетико Мадрид. Граѓаните од стадионот им бил тука. Затоа не треба да зимате вие или било кој некое право. Оставите него правото и сите ние останати, кои го сакаме спортот, да почнеме и ние да се идентификуваме. Односите кои ги се градат внатре во стадионот, поддржувачите ги сфрлуваат надвор. Бидејќи ја доаѓам на стадион, не сакам никого да навредам. Мојата интенција како навивач, поддржувач, е да му помогнам на клубот кога тој паѓа во играта. Да го вратам, да го мотивирам. Тоа е сега суштината на англиските фанови, што ги викаат, или хулигани. Хулиган е име, бандит, избацивач. Ако сакате гледано теоретски, тоа е поединец кој бил избацивач во некој диско, па мигрирал од Ирска, не знам, во Англија, па бегал од место у место, бидејќи бил проблематичен за законите и по него настанала некој символ хулигани. И тие стојат како мит. Никој од овие момци не е хулиган. Јас се сложувам со него. Никој, дури ме радува што имаат интелектуална база во самите клубови. И ја тука гледам можност голема. Само да ме надополнам, јас апсолутно разбирам ова што го говорите и да дадеме пример како македонската фудбалска лига, да речеме, била полна со стадионите биле полни со навивачи за време кога Македонија била дел од Југословенската федерација. Ќе го кажеме примерот со клубот Вардар од Скопје, каде што 10-20 илјади луѓе од градот Скопје секој викенд, секоја недел иделе на стадион да го бодрат Вардар, идентификувајќи се целиот град со тој клуб, а не одредена група на поединци
кои не само да го земаат ексклузивното право да бидат навивачи на Вардар, туку како што говоревме во емисијата, за жал немилите инциденти кои се случуваа во изминативе децении во Република Македонија на стадионите, тие тепачки да речеме, тие навивачки инструментализирања од страна на политиката и на навивачите едноставно ги оттргна обичните граѓани од стадионите во Република Македонија да не го чувствуваат тоа како една придобивка за целиот град и да се шири една енергија каде што секој обичен граѓанин заедно со своето дете, со својата фамилија, со своите другари ќе има една традиција убава секогаш доди да речеме секој викенд да го поддржува својот омилен клуб. Ова што го дознав сега тоа е многу интересантен феномен. Навивачката група на Војводи во моментот е појака од фудбалскиот клуб Тетекс. Мислам, нонсенс. Нонсенс. Како да објаснам? Алал име на момци. Така е, тоа е љубов што постоела кај нив. Појаки се од клубот за кој што го поддржуваат. Не знам како да го објасниме тоа теоретски. Формата е минлива, класата е вечна. Тоа за играчи. Ама вие не сте играчи, вие сте поддржувачи. Нашата борба е Тетекс, Тетова, Македонија. Ние за тоа се бориме. Поинтата на господинот беше дека Тетекс е сега втора лига, нели? Јас би сакал да дам една димензија повторно во рамките на дефиницијата кој проблем го решаваме. Дали го решаваме актуелното насилство или насилството на стадионите воопшто, или целта ни е да дојдеме до квалитетен спорт. И всушност во барањето на дефинирањето на проблемот доаѓам до некоја лична димензија дека всушност ние со насилството не постигнуваме ниту квалитетен спорт, а ги избркавме и луѓето од стадионите. Тоа е еден лош пример. Мора да воспитуваме генерации што доаѓаат. Сите сме речиси сериозни луѓе, имаме семејства. Значи ја не сакам таа лична димензија да ја потенцирам, ама ми е драго кога ги слушам другите соговорници во дебатата ја ставаат и својата лична димензија или своје лично искуство. Меѓутоа, сите имаме семејство и замислете, ние сме огледало за нашите деца. Ние сега сме огледало на оваа телевизијска емисија што зборуваме и како ќе не перцепираат. Замислете, кога доаѓате на стадион, а имате вкупно 300 луѓе, многу е тоа. Да речеме. Некој дерби. Така, некој дерби. И вие гледате некој човек кој што се однесува недолично, а утредента може да биде доктор, може да биде пожарникар, може да биде на професијата многу хуман. Ама неговото однесување дури е до степен асоцијално. Ние всушност треба да ги издвоиме овие асоцијални примери, не во смисла да ги казнуваме. При казната се сведува, ако се малолетници ќе ги воспитуваме, ако се полнолетни ги фаќа законот. Меѓутоа, ако ја смениме перцепцијата и аспектот на проблемот што го решаваме, значи не да зборуваме за насилството, иако за тоа треба да зборуваме, туку да ја поставиме целта како да дојдеме до квалитетен спорт, тогаш сите ќе се проследиме со некоја позитивна енергија и ќе го бараме доброто во играта или доброто во спортот. Еве само еден тест, например. Например, имаш ли пријатели, вака лично ти се обраќам, од други клубови? Имам. Ето тоа. Значи, примерите нема да бидат да почнеме дебатата не сакам со овие да зборувам, не сакам да се помирам, туку треба да биде обратно. Сакам со овие и со овие добро живееме. Така да на крајот од одреден процес, ние ќе дојдеме и ќе сватиме секој од нас лично, па добро, можеме и со нив да бидеме пријатели. И главната ситуација, ако не можеме да дојдеме да бидеме пријатели, барем од непријатели или милитантниот став што го спомна колегата Сејат, барем да дојдеме да бидеме противници. Во ваквиот пристап на воспитување на едукација, значи не само телевизија 24, сите сме едукатори во професиите што ги имаме, меѓутоа зборуваме сега и за системот на образование, безмалку и на часот по математика може да се зборува за оваа димензија, доколку се знае и доколку се има пристап. Може нешто да Јас дозволувам што се однесу до водителот. Гледам некако сите зборуваат за лошата страна на навивачките групи. А кажете ми вие еден случај каде што ние сме настапиле лошо, асоцијално, каде што се правеле проблеми. Тоа може ги има во другите навивачки групи. Да не испадне дека ние сега те торпедираме овде. Јас како ти си ние како навивачка група ги носиме нашите деца со нас на трибина. Не, јас обратно кажам, не зборам за вас. Не, добро, општо. Јас зборувам за токму за добрата страна во спортот. Да, извинувам, ја лично сум истражувал кај навивачките групи, а не сум сретнал дека вашата група има екстремни
однесувања, девијантни однесувања. Не, напротив, да не се почувствувате дека сега ние вас се торпедираме Ние овде. си плаќаме карти редовно секогаш, на секој такмица. А тоа ме радува. Добрите примери. Тоа ја веќе ќе бидам полека сигурен дека спортот може да искочи Иде од спортот напред, но за Поле- спортот... Проблемот со новинарството е што ги гледа само лошите работи. Не, добрите не ги гледа. Да. Знаете кои се криви Зборуваме секогаш? само за лошите, да. Секогаш се криви, јас ќе ви кажам. Војводи и комити. А секој се Крај. криви. Секој се криви. За кого? За кого? За Кој ја перцепира таа за перцепција? општеството. Секогаш сме ние криви. Комити на прво место, Војводи ние сме, второ место. Па добро, Што е да се случи? Па еве јас- Сега, ајде само извини. сега болестите направи што Дозволете. Значи, ние се славевме 30 години роден ден, без никаков проблем. И сега нас не повикуваат во телевизија за некои инциденти, за говор на омраза во Тетово. Извините, но ние не сме имали говор на омраза. Ние се славевме 30 години роден ден, 3 дена пријавено во полиција, без инцидент никаков. Тоа што се случило од некои други навивачки групи, тоа нас не Тоа засега. е добро за да Добар, вие тоа нас пред не јавноста засега. да кажете дека воопшто нема Доаѓањето во дебатава е пример или позитивно. добра постапка. Значи најмалку ве доживувам како соговорник, сега лично ви се обраќам, со кој што треба да спорам за работа за некој друг што прави. Значи ја го истакнувам оној дел во дебатата кој мора да го потенцираме. Доколку сгрешиме во описот. Еве вие фино ги нотиравте. Вие практично ме повторивте со ваши примери. Што сакам да кажам? Ако ја дефинираме целта да дојдеме до квалитетен спорт, верувајте нема да има насилство на стадионите. Да. Атанасовски, ако никои луѓе кои биле навивачи во минатото и подоцна станале веќе крупни политички фигури, еве да речеме Артем Груби во ДУИ, кој е веќе Малтенев, може би тамо втор, трет човек после Али Ахмети, Јохан Тачуловски стана пратеник, меѓу другото е осуден и за војни злоусторства, сите ти биле навивачи. Се гледали тука уште подлабоко таа политичка инволвираност во навивачките групи и на некој начин тие после добиваат награда, се издигнуваат во општеството наместо да бидат маргинализирани, особено оние кои правеле насилство, кои ги гледале дека прават насилство, значи зборам. На никому не може да му се забрани правото во неговиот приватен живот, дали да биде дел од една, друга или трета навивачка група, и истиот тој може потоа професионално да се занимава со политика или било која друга јавна дејност. Тие што ги спомнавте, господинот Артан Груби, кој денеска е нели пратеник во Собранието на Република Македонија, господинот Јохан Трачуловски, кој исто така е пратеник, па дури имаме примери со актуелниот градоначалник на општина Центар Саша Богдановиќ, кој исто така бил активен член на навивачка група. Едноставно тие луѓе кога веќе стануваат државни функционери имаат поголема одговорност према општеството и сметам дека може и паралелно да бидат дел, да речеме, од навивачка група, но да го ползуваат доброто таа навивачка група, како што кажа нели представникот од Војводи. Но секогаш господинот Груби на пример го видовме во физички присметки, значи не знам за овие другите двајца, не можам да се сетам, но проблемот во македонското општество е токму тоа што перманентно се инструментализира и се злоупотребува навивачката група за ситни, профитерски, дневно-политички поени кои одредени политички партии и центри на моќ потоа ги ползуваат. Сега конкретно да говориме за примерот на Артан Груби, дали он благодарение на тоа действително наследство која се рефлексија сакам да кажам сега, не мора конкретно за него. Поради тоа станал условно кажано висок функционер во Демократската унија за интеграција или втор човек, да речеме, во таа политичка партија, дали врз база на тие негови активности како дел од таа навивачка група ги заслужил потоа да исплива, да речеме, во врвовите на политиката, не би сакал да говорам, бидејќи не знам кои се релациите меѓу господинот Артан Груби и политичката партија ДУИ, но сакам да напоменам дека ако веќе имаме примери општественици кои порано биле дел од навивачките групи, денеска се јавни функционери, значи они раководат со нашите институции, се грижат за општото добро, тие треба и да бидат мост, како поранешни да речеме, или се уште актуелни членови на навивачките групи, да бидат мост за да ги решаваат проблемите кои и ден денеска тлеат во тие навивачки групи, институционален и општествен мост да бидат за да помогнат едноставно навивачките групи да седнат меѓу себе,
да се договорат, да речеме да функционираат како што кажа соговорникот, едноставно како противници, а не да се гледаат како крвни непријатели меѓу себе. Значи, тие лични искуства кои тие одредени функционери ги имаат со навивачките групи, треба согласно својата етика и морал да ги ползуваат за да се неутрализира тој говор на омраза, да спласне таа негативна енергија, едноставно да почне да се гледа на навивачката група како на добро нешто што може да биде од полза на општеството. Исто така имаме примери и соговорникот од навивачката група Војводи може да посведочи за примери каде што навивачките групи учествувале во голем дел на хуманитарни акции. Значи, од тој аспект ние можеме да ја видиме и условно кажано светлата страна на навивачките групи за која многу малку се говори во медиумите во Република Македонија. За жал, перманентно секогаш навивачките групи добиваат приоритет во општеството и оддек во јавноста кога ќе се случат немили настани, кога ќе има некоја тепачка, насилство, инцидент или не дај Боже убиство предизвикано од омразата и тензиите меѓу навивачките групи, без разлика дали тие се на меѓуетничка основа меѓу навивачките групи или на меѓулокални така натаму. Да, сакавте нешто само кратко да кажам, извини. Ние сме организирали многу хуманитарни акции. Еве, да се знае, пошто никој тоа не го збори во јавноста. Сме од Комити Скопје, ајде се Струмица ни помогнал, голема беше тоа. Кај мене доаѓа албанци. Сиромашни луѓе, чести. Ми дадофе тон облека. Роми. Тоа никој не го спомнува во јавност. А само спомнуваат војводи. Па добра, ако не дојдевте во емисија, како ќе го и после емисијата ќе биде исто. И после емисијата ќе биде исто. Добра, ако излегувате вака, не знам баш, ако константно работите. Тоа никој не го знае, можеби некој новинари го знаат, но не го кажуваат. Да. Треба само да се извинувам, веројатно на таквите хуманитарни активности кои ја верувам дека се случуваат и од вашата навивачка група, верувам дека се случуваат и од другите навивачки групи и од албанските условно кажано навивачки групи, бидејќи кај секој човек проработува тој хуман елемент кој секое човечко битие го носи во себе, треба да се придодаде еден поголем пиар момент тука, за да може во јавноста да биде презентирано дека таа навивачка група во континуитет помага да речеме на семејства од социјален ризик, сиромашни семејства, дали преку прехранбени продукти, дали преку облека, па така јавноста веќе ќе почне да создава друга перцепција за навивачките групи и ќе види дека тие навивачки групи всушност не се условно кажано некое зло во општеството. Само се извинувам, мораме да направиме кратка пауза за реклами, се враќаме брзо во студиото. Да, се враќаме во студиото со нашите гости, професора Анастасовски, сакавте да додадете нешто каде што завршивме? Да дам една поента околу ова последниот разговор што го водевте со двајцата соговорници. Начинот на регрутирање во самата навивачка група, значи начинот на регрутирање во самата навивачка група и потоа начинот на регрутирање како предпоставка од политичките партии тие поединци што ги земаат во себе, кај себе партиите. Логички е дека навивачките групи се магнет за млади луѓе. Особено млади кои учествувале во спортот, полека се преструктурираат, ако не успеваат како фудбалери, кошаркари, коментари т.ц., се преструктурираат во навивачките групи и прават на некој начин голем локален капитал. Се групираат, влијателни се, ги има, предпознатливи се. И од тука сега доаѓа вториот сегмент, политиката ги детектира, ги распознава како таква, им треба гласови на избори и во едно моје истражување се потврди еден многу интересантен податок. 64%, најголем процент ми беа мерени навивачите на балисти во Тетово, тоа со вас ќе поентирам на крај, се водат директно по одлуките на лидерот. Тој е светец. И еве ви го лидерот, дава одлука, лидерот го носат сега кај што треба да регрутира гласови. Од една страна, кај македонскиот кампус, бидејќи за жал капиталот и во спортот е поделен на македонски и албански и така се на некој начин делат и групите, многу под 40% луѓето се водат по лидерот. Повеќе одат по некое групно поведение. Групата така направи и ние тоа под 40%. И сега, затоа мислам дека моја претпоставка е врз база на тоа истражување дека политиката тука го прави регрутот на потоа на поединци кои сака да ги
пренесе во институциите или не знам на претпознатливи државнички, општествени или не знам локални функции. И од друга страна е крајната поента. Се обраќам и до господинот навивач, ви реков на почетокот, јас сум бил, ве чувствувам во таа страна. Бидејќи јас со колегата Лазар Нанев сме во моментот единствени кои напишале книга за фудбалски хулиганизам на македонски јазик. Нели вие сте за Македонија, рековте јас сум за Македонија. Нормално, на македонски јазик. Но ние не сме хулигани. Само слушајте, ја не реков дека сте хулигани. Ако сте вие навивач и сте хулиган, тогаш јас сум навивач и јас сум хулиган. Ме разбирате? Од ја оваа работа ја дебатирам и со моите студенти. И на последното предавање ме ставија у графа на пластичен навивач. Зашто? Нивна перцепција за мене, вика професоре, вие ако не сте на навивачка група, вие сте пластичен навивач. Не знам, пластичен како мислат дека ја имам пластика ставена за себе, окей. Меѓутоа ги разубедив дека ја го поддржам емотивно и го сакам клубот за кој што условно навивам. И од тој аспект јас сакам да дојам кај вас во Тетово, кај вашата група, да поразговарам. Да ви донесам книгите, да ви ги дам на располагање, да ги прочитате. Ја никогаш не сум гледал крајно негативно на хулиганизмот. Затоа го третирам. И давам многу добри примери како тоа се правило во Англија, дури преку рок-н-ролот. Хулиганизмот го променил англиското општество, за кое ја имам исклучителна почит. И затоа треба да го прочитате тоа, ќе ви го донесам, ќе седнеме, ќе разговараме, да видите дека ја не стојам на страната дека тоа е негативно. И мислам дека вашето поведение напротив ќе му помогне многу на спортот. Да донесе капитал. На спортот му треба капитал. Урлање дзинго е вака така или за комори, за овие шиптарски вакви, не му помага на спортот. Верувајте, спортот е хумана работа. Ја доаѓам да помогнам, не доаѓам на навреда. Не сакам да навредам никого. Од тие причини сакам да дојам кај вас и да ви донесам книгите и да поразговараме. Да дојдете надправо на TEDx да видите дали има такви слогани кај нас. Сум бил. Кога сте били? Пред 15 години? Тепа од каур вака, каур така. На TEDx или на кого? Шкендија TEDx игра. Таму го правев истражувањето. За другата навивачка група не знам. Да дојдете кај нас на трибина, дали има уговор на мраза? Ја никого не напаѓам. Ја кажам, ние на строго за TEDx и за Македонија, а не против. Да, сега сакам да истакнам една многу битна работа што ја поврзувам и со спортот и со навивачките групи. Ако сакаме квалитетен спорт, со квалитетниот спорт ќе дојдат и публиката, ќе дојдат навивачите. Бројот на така наречените лица кои во спортот гледаат некои своји лични фрустрации, значи нема да ги дефинираме од која група се, мислам дека ќе опадне. Ќе опадне нивното значење. Ќе станат буквално смисла и на маргините во навивањето. Вие многу убаво можете да слушате навивачка песна од 5000 луѓе или од 50.000 луѓе на стадион. Не сме толку непросветени и ние што не одиме на стадионите, кога гледаме како навиваат цел свет во светот. Дали се кинези или јапонци или сите. Денеска веќе фудбалот, ако го збориме, тој спорт на цела планета. Што е тоа што спортот го облагородува и што ги имаат и навивачките групи, ме зависи како ги гледаме работите. Во суштина имате љубов кон спортот, љубов кон тимот. Истата паралела имате кај навивачките групи или кај навивачите. И тие го сакаат. Така, тие го сакаат спортот и го сакаат тимот. Потоа имате другарство. Немате ни една таква општествена група, како што ги имате спортските групи кои се посветени, тоа е третиот елемент, и компактни, хомогени се, чувство на припадност и идентификација, и другите елементи до степен на пожртвованост доаѓаат. Истата ситуација имате во спортот. Да не ви кажувам сега примерите со американски филмови во кои имате деца и со посебни потреби, па постигнуваат надчовечки резултати. И основната работа, спортот е хуман. Пред се ние преку спортот ја гледаме собствената личност. Ако Македонија подитно, не заради овој закон, секоја чест сте седнале, вие, вашите колеги, додека бевте пратеник, напишане документот. Меѓутоа, пак ќе се вратам. Ако не седнеме на маса да разговараме, сите засегнати субјекти, образование, клубови, играчи, нема да ги именувам затоа што не се присутни. Ние имаме врвни македонски спортисти. Менеджментот на клубовите е многу битен. Значи врвни македонски спортисти кои што се пример како се пожртвувале за спортот да дојдат до златен медал или да дојдат до добар резултат. Во интерес на времето, само би укажал, затоа што бев добар дел во животот и новинар, дека и обратна може да биде сеат позицијата на новинарот.
не помалку битна, освен само насилството, можеме да отвориме темата дајте да направиме квалитетен спорт во Република Македонија. Ајде сега се претвори во емисија, мене почна да ме критикува кој сакате да поентирате со Сакав да се надополнам на искажувањето на господинот Анастасовски, зошто се регрутираат, условно кажано, поединци или компактно цела навивачка група во политика, веројатно, бидејќи менталитетот на функционирање во една навивачка група е пирамидално поставен, како што кажав, така е едната етничка заедница, а од тука, од друга страна, за жал кај нас политиката се сведе само на гола борба за освојување на власта и броење на гласови, па тука политичките партии во трка што повеќе гласови да присвојат на свое конто, ги регрутираат навивачките групи и на тој начин ја прават таа инструментализација и злоупотреба на една навивачка група, вметнувајќи им, да речеме, една политичко-партиска инфлуенца во самата навивачка група, како што можевме да видиме од нашиот соговорник од навивачката група Војводи. Навивачката група е се само не, да речеме, политичко орудје во рацете на некој политички центар на моќ. Едноставно навивачките групи си се свој колектив кои имаат чувство на припадност и љубов кон клубот за кој навиваат, па и чувство на припадност и према самиот колектив кој го претставува самата навивачка група. Добро, но не е секогаш така. Финансирањето на тие навивачки групи, на финансирањето на клубовите и на навивачките групи има злоупотреба од неколку поединци кои се паралелно поврзани со навивачката група, со одредена политичка партија, и тие неколку поединци едноставно ја инструментализираат навивачката група за политички цели, придобивајќи пред се материјални лукративни придобивки за самите себе. Од тоа што тие ќе инструментализираат тие неколку поединци во секоја навивачка група, предпоставувам се наоѓаат, тие придобиваат, да речеме, големи материјални придобивки, лукративни интереси има, а со тоа и ставаат етикета на една одредена навивачка група дека е дел од одредена политичка партија или центар. Миланов, дали вие во вашата конкретно навивачка група сте почувствувале обиди за политички влијанија? Се почувствувале дека партиите сакаат да ве искористат дали за гласање, дали за гласови, дали за некои можеби и други цели? Не можат партиите нас да не искористат. Но дали сте почувствувале обиди? Обиди може да има од сите страни. Меѓутоа нас не води идеологијата и љубовта спрема нашиот клуб и нашата татковина. Политичките партии не интересираат. Има многу што се обидуваат нешто да направат, меѓутоа ние сме последна организација, здружение сме ние, пријавени се регуларно, така да ние немаме. Како се финансирате, например? Се само финансираме. Само се финансирате од ваши прилози, предпоставувам така. Ви помагали нешто клубот, да рече? Ни помага, да. И клубот, кога има потреба, пример сега за 30 години прославата, исто клубот ни помогна финансиски, што мора да го кажеме и да се заблагодариме. Меѓутоа, ние главно се само финансираме. Само извини да те прашам, дали сте имале искуство и случај одредени поединци кои се инфилтрирале во вашата навивачка група или се дел од вашата навивачка група да пробаат да направат некоја политичка конекција со одредена политичка партија или едноставно вие таквите ги маргинализирате? Не дозволувате некој едноставно да стави политички партиска етикета на не може да стави групата Војводи. Од Војводи излегле политичари. Но тие не може да влијаат на нас. Да стане, да речеме, Војводи навивачка група на одредена политичка партија. Да, добро, за волја на вистината Војводи не се премногу експлоатирани во тој поглед за политички влијанија, тука се други навивачки групи. Значи посебно од Скопје, кои се тука има такви конотации, можам да кажам. Долги години на фудбалот во Македонија идеше една парола Дзинго е, не знам што, Дзинго ниту е спортист, ниту играл фудбал, ниту ништо, а тој беше најпромовиран на секој фудбалски надпред, јако што се на федерација. Значи пак политик. Пароли за политик. Може ли и поинаку да ја погледнеме и политиката или улогата на политичарите во примерите на спортот? Сосема го разбирам новинарското прашање кога сакаме да дознаеме за лоши влијанија во спортот од страна на политичарите, зашто знаеме тие партикуларни политички интереси најчесто се сведуваат на гласи. Добро, знаеме од каде доаѓаат проблемите. За жал ги инструментализираат политичките центри на моќ. Не смееме да ги отстраниме и политичарите или политичките партии со тежина во државата, практично ја водат државата, да учествуваат во процесот на доаѓање до добри решенија во проблемот. Да. Само се имам еден пример, многу практичен. Имаме многу како член на фудбалската федерација.
се играше надпревар Македонија-Шкотска на градскиот стадион. Да, многу добар. Групата од Скопје, што викате, извади банер за сегашниот пратеник, што го спомнавте, и го изложи на градскиот. Делегатот вика, не знам кој е овој, се распраша, додека не се трне банерот, додека не се трне банерот. Надпреварот нема да започне, а ризикуват Македонија да биде суспендирана. Банерот, како раководство на Федерација, не можевме да го трнеме. Немавме моќ, немавме влијание. Се додека не се јавивме до народот давече, кој беше на стадион. И тогаш сватив колку сме ние отидени во опсег, колку сме влезени во опсег. А наредбодавачот имаше политичка Тука беше, гледаш, конотација? Да. Наредбодавачот фини политички конотации имаше. Во моментот не раководеше сите во државата. Професоре, имаме буквално една минута. Раководеше во државата. Буквално една минута. Има една можеби е тривијалност, но еве што мене лично ме интересира секогаш, бидејќи вие истражувате на светско ниво. Зошто во спортовите во Соединетите американски држави немаме вакви форми на организирано навивање, организирани групи, па да речеме на Get together a show. Основното мислам дека мото на нема спортот. навивачки групи Шоу. воопшто. Они бараат шоу. Забава. Преку шоуто прават капитал. И тоа шоу мора да биде достапно до секого. Не смее да биде пак се А од друга страна стадионите им се преполни. Апсолутно. И луѓето мора да имаат забава. Од Тоа е играта, играта, основата на играта треба е тоа. да им направи забава, чувство на забава и на пријатност. А кај нас обратно стана чувство на непријатност и Мачење, измачување, као Исус што го направиле. Таму и ние се мачиме на стадион. Па кај што се мачиме и од озгора не пцујат да нема Имате как. и страф, кај одредена И страф, има стај страф да отиде на стадион. чувство на страф создаваме за себе и за семејството. Така е. И зашто да го поддржуваме? Небезбедно, едноставно стадионите Апсолутно. стана небезбедни места за граѓаните. Примерот што го кажавме сега, односно што го дискутираме, е всушност тоа враќањето на основата на играта. Човекот сака да се игра. Да му создадеме на човекот, на детето, на возрастниот човек да се игра. Дали ќе го направиме тоа преку забава, дали ќе го направиме преку друга форма, факт е, например, дека Македонија е зрело општество, сериозно да се посвети на ова прашање. И пазете, ние за неколку години ќе станеме членка на Европска Унија. Верувам дека правилата и стандардите и во таа сфера ќе додат малку поинаку. Добро, почитувани гости, ви благодарам на сите за учеството во оваа емисија. Нашето време истече, верувам дека ќе дискутираме уште многу долго да имавме време, но тоа е тоа. Вас, почитувани гледачи, се надевам дека решивме некои од дилемите, можеби поставивме основи за решавање и на дел од проблемите. Ви посакувам пријатна вечер, останете со добро здравје и се разбира со нашата програма.